Националната платформа за женско предприемништво треба на едно место да ги поврзе сите активни чинители поврзани со темата женска економија и заеднички да работат на промени во екосистемот, политиките и мерките за да се овозможи побрз развој на овој сегмент. Од заедницата на бизнес жени велат дека јакнењето на женското предприемништво е услов за целокупното јакнење на жените, но и економијата. Меѓу другите мерки, од заедницата зборуваат и за позитивна дискриминација за поттикнување на женскиот бизнес. Во 2019 година веќе успеавме да направиме некои активности и да спроведеме дел од активностите и целите кои што беа во стратегијата. Тоа беше креирање на поволни политики, деловен амбиент и развој на женското предприемништво, со тоа што ние тогаш одработевме во сите активни мерки кои што се од владата за предприемачите, да имаме поволен број на поени кои што се дадени за жените предприемачки. Што значи тоа? Тоа значи дека во секој еден повик додаваме по 5 до 10 бодови плюс доколку се појави жена предприемач. Тоа е онаа позитивна дискриминација, ние така ја нарекуваме позитивна дискриминација, тоа значи дека со тие 5 до 10 бодови им даваме повеќе шанси на жените да добијат дел од средствата кои што се дадени од институциите. Со тоа жените имаат ветер во грб за да понатаму продолжат со своите предприемачки активности. Инаку, Националната платформа за женско предприемништво ке гради капацитет на бизнес секторот на жените предприемачки и во институциите од најниско до највисоко ниво за потребите за јакнење на женското предприемништво. Овој проект е финансиран од Европската унија, а ке се спроведува до крајот на 2023 година.